Студентите сами ќе одлучуваат дали ќе се зголеми сумата за студентскиот оброк или поголем број студенти ќе ја добиваат сегашната парична помош од државата, откако беше понудено износот да се зголеми од сегашните 140 денари дневно на 160, се отвори дебата меѓу самите студенти. Министерката за образование Весна Јаневска кажа дека двете опции се отворени, а последниот збор ќе го имаат студентите. Ставот е сосема јасен, веќе неколку пати сме го договориле. Во овој момент очекуваме резултат од преговорите меѓу студентите. Штом ќе го добиеме, така и ќе постапиме. Во отворено писмо до Министерството за образование, професорите од гимназиите по филозофија, логика и етика ја одбиваат новата концепција за средно гимназиско образование, велејќи дека ќе предизвикала негативни импликации во однос на учениците, професорите, гимназискиот образовен процес и државата во целост. Јаневска вели не се укинуваат овие предмети, а концепцијата се уште е драфт верзија, за која што се води широка дебата. Сега прибираме сугестии, забелешки, предлози и откако ќе заврши јавната расправа, ќе донесеме дефинитивен заклучок. Инаку јас само пред 2 дена бев на Филозофски факултет, имав средба со професорите од Филозофскиот факултет, разговаравме многу конструктивно. Очекувам и нивна поддршка, затоа што ги сослушавме и ќе постапуваме по заеднички препораки, но првенствено во корист на учениците. Инаку Македонија го доби првиот интегриран учебник по гинекологија и акушерство, напишан на македонски. Според професорите на медицинскиот факултет, за добра едукација на студентите, освен добри професори, потребна и квалитетна литература, а овој учебник е значаен чекор кон напредувањето на медицинското образование.